Стадион. Емисија за вашата вистина. Владимир Перев го има на линија. Колегата, новинар Перев, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Перев, Владимир Перев. Перев, ајде веднаш. Да. Првото прашање. Во јуни сега во квалификациите играат фудбал Македонија, Бугарија. За кого ќе навивате? Вие како Лјупчо Георгиевски почнавте. Како да ви кажам. Прво да кажам вака, дека не сум јас категорија, не знам што Лјупчо се запаѓа со мене. Тој треба да им тропне на маса со рака на премиери, председатели, бивши премиери, бивши председатели. Јас сум за него малата рибка во големото море. Виде да ви кажам. На утакмицата директно ќе навивам за Македонија и сите оние кои мислат дека нема некој да навива, сите ќе навиваме за Македонија. Тоа е првата работа. Втората работа е да беа признаени правата на бугарите во Македонија, покрај македонците кои ќе постојат. Иванчо Михајлов да беше жив ќе навиваше за Македонија. И трето, контрапрашање. За кого ќе навивате? Ако играат Бугарија и Србија, Бугарија и Грција, Бугарија и Турција. Јас ќе навивам за Бугарија. Вие размислете. А ако играат Бугарија и Франција, ќе формирам навивачка група против Франција. Ако можам. Ако имам можности и средства. Тоа е најпростиот одговор на едно... Да, Перев, се надевам дека ако Македонија игра со Србија, или со Грција, или со Турција, или со Франција, или со Русија, еве со Русија, бугарите ќе навиваат за Македонија. Тоа е проблемот на поделеното бугарско општество. Тоа е проблемот со кој што Бугарија се соочува во последните 50 на години живење. Тоа е резултат на руската окупација на Бугарија. Брутална окупација, финансиска окупација, духовна окупација, материјална окупација, изолираност. Бугарија преживеа една трагедија после Втората светска војна. Бугарската држава изгуби 3 војни последователно. Втората Балканска, Првата светска и Втората светска војна. Но да не се залажуваме. Ние имаме погрешни представи за Бугарија. Последните 20 години бугарското општество не е она што ние го знаеме. Она нашата приказка македонската за дете чепени и не знам што. Приказката на простаците од Македонија, кои се уште не излегле од оковите на југомакедонизмот и среќниот живот со Тито. Колку бил среќен, тоа е прашање, да не навлегуваме. Но денеска имате едно силно образувано. Бугарското општество било секогаш образовано. Но имате едно агресивно општество. Општество свесно за својата роља во историјата, за своето место во Европа. Воопшто, не во обединета Европа, во Европскиот сојуз. Воопшто, во европската цивилизација, каде што еден од носителите е и бугарската цивилизација и култура. Така што, ако одиме сега да разговараме за Михајлов, бугарите и преговорите, ние најдуваме на една сосема различна ситуација од она пред 20, да речеме, години, кога Лјупчо Георгиевски и Костов го подпишаа тој не беше ни договор, тој е декларација, првата таа декларација. Да ве прашам, тоа што го праша или се чудеше Георгиевски. Зошто во тој период на владењето на Груевски Перев беше кроток, иако тогаш односите меѓу Македонија и Бугарија беа речиси на најдолно ниво. Штом почна да се затоплуваат со Заев, еве сега со Ковачевски, почна да се буни, да се пројавува Перев и тоа речиси исклучиво или исклучително на бугарските медиуми и од таму да фрла некој ќе ги нарече отровни стрели против Македонија и македонците. Говориме за мене, така ли? Да. Прво не станува збор за отровни стрели против Македонија и македонците. Јас сум македонец, мојата татковина е Македонија. Јас живеам овде. Се надевам дека и овде ќе умрам. Овдека сум заработувал, овдека сум плаќал данок, овдека сум се женил. Јас сум од овде.
Јас бев мирен и не се појавував прво затоа што не ме викаја да се појавувам. Бидејќи работите беа добри. Јас не мислам дека беа многу добри, но се надевав дека ќе се движат во една правилна насока. Во моментот кога работите станаја лоши, во моментот кога бугарите видоа дека некој ќе ги остави на историјата на Хан Аспарух и после тоа на Тодор Живков и Георги Димитров, се побунија и бараја своја опора. Некој се сети да ме покани и мене. Прочем, јас во бугарското општество секогаш сум имал добри позиции. Тоа што не сум ги истакнувал и не сум се нудел, тоа е друга работа. Татко ми е бугарски офицер со војна академија во 2 светски војни. Така што јас имам статус на дете на првоборец партизан, овие што ги познават на овде. Така да ја видиме малку и шеговитата нотка. Така, сега се појавувам за да послушам на една ситуација која се случува овде. Нема тука ништо отровно. Јас само барам да се расчистат ситуациите, состојбите, да се расчисти со Михајлов, со неговиот некој дури кажува нацизам, дека бугарското општество било нацистичко општество. Михајлов е човек кој нити поздравил фашистички и нацистички, нити напишал фашистички текст, далеку било од нацистички. Михајлов бил, да кажеме, се познавал со Адолф Хитлер. Па се познавал со Адолф Хитлер и Иво Андрич. Па никому ништо. Живееше Михајлов во Загреб при Анте Павелич. Бил негов пријател, биле заедно борбени другари. Па Андрич живееше кај власта на Милан Недич, фашистичкиот диктатор на Србија. Па ништо не му се случи. И ние сега едните ги осудуваме, другите не ги осудуваме. Зошто имало дом на Ванчо Михајлов во Битола? Па зошто има статуа на Хасанбек Приштина во сред Скопје? Ванчо Михајлов и Хасанбек Приштина имаат склучено договор кој ја отцртува територијата на Македонија со етничките бугари и етничките албанци. Ако заедно твореле нешто заедно треба да имаат споменик. Ако разградувале нешто заедно, и на Хасанбек да му се турне споменикот. Бро, Ванчо Михајлов споменик како македонски револуционер или како бугарски револуционер? Па нека биде и како бугарски револуционер, голема работа. Што е тоа? Тадеуш Косчушко чи револуционери, американски или полски? Лафајет, најголемата улица таму во Вашингтон е на Лафајет, па Лафајет што е, американец или француз? Јас се сомневам дека баш и добро го говорел англиски. Пенев, да завршиме, ќе правиме во студио тука. Имаме споменик на еден Кемал Ататурк. Што е Кемал Ататурк? Македонец? Со што е заслужен Кемал Ататурк за Македонија? Но има споменик. Да завршиме со ова, ќе изборуваме во студиото. Подолго ќе викнам како гостин. Со ова да завршиме, за разлика од други некои иницијативи кои што предполагаат така, со комуникација, со добри вести, со соработка на економски, на културен план да се тргне, па после тоа да се решаваат тешките прашања, вие велите нема потреба од такво нешто. Прво треба за дебати БГ, ова сте го изјавиле. Плановите за железницата и авионот се приказни за мали деца, што со авионот и се потврди, гледам сега не лета. Потребно е прво решавање на отворените прашања. Не се гради. Авионот пропадна, железницата не се гради. Сега да ви кажам нешто. Пак да кажам така, јас сум син на оваа македонска земја. Безразлично што се чувствувам етнички бугарин. Јас добро го знам македонскиот менталитет. Тие некакви комисии, културна, ние сме имале секогаш културна размена, бугарски, оперски певици, виолинистки, пианистки доаѓале овдека, нашите оделе гостувале таму. Овие од чалга музиката не можат да дојдат, бидејќи србинките го окупирале нашиот духовен простор за турбофолкот. Иначе и тие исто така разголени, секако и србинките, ама не може, веќе запатено е тржиштето, пазарот е освоен. Јас ви велам вака, сето тоа се приказки.
со кој што македонската страна се обидува да го одложи решението, чекајќи да и помогнат некои американци, германци, посебно нешто американците се ангажирале. Од таа работа нема да биде ништо. Дури и Румен Радев да почине или да замине, дури и, не знам, Генчовски или Захариева се аут, од таа работа нема ништо. Бугарското општество е толку инструирано, толку инструментализирано, толку е сега со отворени очи кон секое посегнување во нивната историја, што додека не се решат првите прашања, тоа е бугарите во македонскиот устав и после тоа другите 4 услови: демократизација, досиеа и таму не знам што е, добрососедски односи, промена на говор на омраз и промена на учебниците. И да ви кажам уште нешто што не сум го никаде напишал и изјавил. Но ајде, за вас треба да го кажам. Сакам да кажам дека некој зборува дека односите ми се многу лоши. Јас најодговорно ви тврдам, можете да ми цитирате. Односите никогаш не биле добри. Ние кон бугарите секогаш сме имале, како македонски народ, презир и омраза. Денеска се трудиме да и го наметнеме тоа, ама тоа не може. На крајот на краиштата ќе се подобрат одма односите. Заре ние бевме подобри со албанците, но тие се херојски народ и знаат кои се. Го земаја оружјето в раце и нас не победија. Охридскиот договор е договор на капитулација. И денес Македонија е капитулирана држава пред силата на албанското. Лошо ви е алузијата. Треба ли и бугарите да земат оружје за да го направат тоа сега, да не од добровола? Бугарите не можат да земат оружје, тие се се уште окупирани. Не можат да земат оружје. Бугарскиот проблем е многу сериозен. Бугарите пробаја 3-4 пати во историјата, не успеа, сега се играат другите игри. Сега Бугарија почнува да учи политика. Сега почнуваат да го имитираат Тито, Александар Караџорџевиќ и така. И тоа се добри лекции. Некој од модерната бугарска политика ги научил тие лекции. Перев, да не ве задржувам, само кратко. На пописот се попишавте бугари, никој не ви правеше проблем? Мене никој не ми правеше проблем, дури и кога попишувачот бил вратен од син ми, тој другиот ден дојде овдека на закажан термин, му кажав и немав никаков проблем и не ми побара никаков документ, како што на некој им барале пасош. И јас имам пасош, нели, лична карта, знаете тоа. Но никој не ми побара никаков документ, на тоа нешто јас не можам да се пожалам. Значи, од каде тогаш тие забелешки дека не им било дозволено на луѓето да се декларираат слободно, имало притисок, не се 3-500, многу повеќе се? Тоа, јас лично мислам дека се многу повеќе, но дали имало притисок или немало притисок, не знам. Не сакам да говорам за некоја работа која е вон мојот домен и вон моите лични впечатоци и забелешки. Има ли иста таква слободна ситуација, веќе ако немаме повеќе информации за притисоци, и во Бугарија на попис? Односно, имаше ли таму паралелно се правеше, ама комбиниран беше? Дел беше на терен, дел беше дигитално, како се вика, електронски. Бугарија во однос на што? За етничката припадност. За етничката припадност. Јас не знам како изгледа бугарскиот анкетен лист. За тоа дали можеш да се изјасниш македонец или не, но се сомневам дека некој некому би му дозволил да се изјасни македонец. Не знам како турците се изјаснуваат, бидејќи и турската партија Движење за права и слободи, така ли се вика, ДПС нивната, и таа е мешана партија, составена е и од турци и од бугари. И од некакви руски белогвардејци, не знам што све нема таму. Тие немаат чиста етнички поделена партија. Тие не личат како македонските и албанските партии. Посебно како албанските, каде што ретко може да се најде или не може македонец. Тие се партии формирани на една друга граѓанска основа. Сакам да кажете дека таму нема графа за турци, македонци, роми? Не знам таков лист јас не сум видел. Никогаш. Значи, концептот е граѓански, политичка нација. Бугарија е држава, уставот, нивната конституција на сите граѓани. Уставот нема ништо освен Бугарија. Таа е држава на бугарскиот народ и така некако една формулација која говори повеќе за државност отколку за етницитет. Етнички проблем
Нема таму таков. Благодарам Владимир Перев. Се гледаме во некоја наредна емисија. Стадион. Емисија за вашата вистина.